Почитувани ги следите регионалните вести на телевизија Кисиме Нада. Во нив ќе гледате. Прв случај на COVID-19 во Тетово, се работи за 69 годишен маж од градот. Рачна бомба кашикара била фрлена пред Пладнево пред Тетовскиот затвор. Жиросметката на општина Гостивар е блокирана заради побарување од извршител. Првиот случај на коронавирус во Тетово е регистриран кај 69 годишен пациент. Моментално се наоѓа на инфективната клиника во Скопје и е во добра здравствена состојба. Тој со симптоми на COVID-19, покачена температура и главоболки, како што тврди неговото семејство, бил веќе неколку дена сместен на клиниката во Козле, каде лежел по претходно добиен мозочен удар. Од ова установа на 23 март добиле повеќе дека пациентот бил испишан и мора да се врати дома во Тетово. Семејството инсистирало нивниот близок да биде тестиран и ако е позитивен да биде пратен на лекување на инфективната клиника во Скопје, но таму не им одговориле позитивно и пациентот со возило на брза помош бил донесен дома. На сите можни телефонски броеви сум се јавувала лично јас, да кажам дека треба да биде сместен, затоа што ми дала информација од петокот дека има јаки главоболки и викендот дека имал константна температура од 37,5. Барав од лекарите што го имаат отпишано, значи на отпусно писмо што е подпишани, да го препратат како пациент со можност на коронавирус. Но ниту еден од нив не сакаше тоа да го направи, да се јави во соодветна институција, затоа што наводно немале препорака од владата на Република Македонија за тоа и од Министерството за здравство. Јас лично се јавував на докторе на термините од јавно здравје за да се пријави пациент со коронавирус. На сите од нивните броеви беше: не може тоа да биде пациент со коронавирус затоа што бил хоспитализиран, и ако има симптоми на корона, ќе бесме побарани од Центарот за рехабилитација Козле, а не пак како поединец ќерка на пациентот. Но дома состојбата му се влошила. Пациентот бил примен на инфективното во Тетово. Потоа следувала постапка на тестирање, која покажала дека пациентот е позитивен на коронавирус. Каде што беше однесен со многу лоша здравствена состојба, без можност за дишење, со притисок 60/30, каде му е дадена соодветна терапија и му е подобрено здравјето. Утрото, наредниот ден, на 24 му е прист за коронавирус. Како што тврди семејството, пациентот додека имал симптоми на COVID-19, бил во 3 болнички установи и во сите 3 лежел, а престојувал и дома. Дали го пренел вирусот кај неговите најблиски, ќе треба да покажат тестирањата. Утрина во членовите на семејството биле земени брисеви. Директорот на Институтот за јавно здравје Шабан Мемети вели дека болничките установи каде лежел пациентот биле заштитени и не верува дека здравствените работници ќе бидат заразени. Сите колеги медицинскиот кадер, здравствените работници сигурно работеле со безбедна опрема. Пациентот сега се наоѓа на инфективната клиника во Скопје и според семејството, тој е во добра здравствена состојба. Во Тетово досега се направени 30 тестови, информираше директорот на Институтот за јавно здравје доктор Шабан Мемети при денешната посета на Центарот во Тетово, заедно со председателот на Комисијата за заразни болести Жарко Караџовски. Задоволни сме од пристапот на Центарот за јавно здравје, клиничка болница Тетово и здравствен дом. Ова работа треба да продолжи. Значи, да се почитуваат правилата, да се направат тестови на сомнителни случаи по индикација, тоа препораките од СЗО. Значи, главното е да се почитуваат препораките од Министерството за здравство, од Комисијата за заразни болести. Сега од Тетово и околината се направени над 30 тестови. Тестовите не се прават во Тетово и околината, тестови се прават во Институт за јавно здравје, во лабораторија за вирусологија и молекуларна диагностика. Во моментов тука имаме 5 пункта, значи град Тетово и руралните општини. Се земат епидемиолошки анкети, сега се вклучени и матичните лекари
кои врз основа на клиничка индикација и епидемиолошка анкета може да закажуваат тестови во Институт за јавно здравје. Кризниот штаб на општина Гостивар на денешниот состанок ја оцени состојбата со коронавирусот на подрачјето како стабилна, нов случај на заболен нема. Од следната недела хуманитарната помош до социјално загрозените граѓани ќе се носи организирано за да се спречи несакан ризик при донации. Во Гостивар досега за корона биле тестирани 26 лица и од минатата недела, кога беше евидентиран првиот заболен, нема нов потврден позитивен случај. Кризниот штаб на општина Гостивар денес го одржа четвртиот состанок. Беа разгледани извештаите на институциите и установите вклучени во борбата против COVID-19. Општ заклучок е дека состојбата на гостиварското подрачје е стабилна и нема простор за паника. Од граѓаните се бара да продолжат да ги следат и почитуваат препораките за да се намалат ризиците од ширење на коронавирус. На состанокот се отворија и прашањата околу донирањето на хуманитарна помош за социјално загрозени граѓани и изработката на маски во домашни услови. Го разговаравме тоа дека има одредени луѓе, бизнисмени кои што сакаат да помагаат на посиромашни луѓе, меѓутоа мораме тоа да го направиме низ институциите на системот. Затоа оставивме на изниот состанок во понеделник да ги викнеме и представници од Црвен крст и да видиме како би можеле тоа организирано да го направиме, да не бидат евентуално тие луѓе кои што ќе однесат до куќите на одредени семејства, социјални случаеви, да не бидат извор на или жариште на инфекција. Ја видов низ портали и прв ги пријави во полиција одредена фирма во Гостивар која што одлучила да помага и да произведува дома маски. Меѓутоа ние не знаеме кој ги произведува, кој ги шие тие маски и дали ги исполнуваат условот кој што мора да има за сите медицински материјали стерилизираност, дали се стерилни, дали во нив не постојат никакви микроорганизми. Ако тие се извор на инфекција, односно луѓето кои што го шијат тоа, не сме направиле ништо. Напротив, сме направиле штета. Од одделението за инспекцијски надзор оценија дека угостителите и трговците генерално ги почитуваат мерките и одлуките кои се однесуваат на нивната работа. Значи се помал бројот на прекршители на законот. Работиме на терен покрај угостителството и трговијата. Веќе имаме забележано и констатирано дека цените почнуваат да ги враќаат во нормала како што беа. Започнаме да работиме на терен и кај трговците кои што продаваат јужно овошје. И веќе и тука имаме добри резултати, почнуваат цените да се намалуваат. Според податоците од полициската станица на подрачјето на општина Гостивар има 116 граѓани кои што се во домашна изолација. Тетовецот Орхан Багашов се вклучи во хуманитарната акција за изработка на заштитни маски со визири за здравствените работници. 16-годишниот Орхан Багашов од Тетово, млад иноватор во областа на роботиката и електрониката, се приклучи на акцијата за изработка на заштитни маски со визири за здравствените работници. На изработка на маските работат повеќе волонтери од државата, кои поседуваат 3D принтери. Багашов за 2 дена изработил 25 потребни делови на 3D принтер кој самиот го направил. Изработуваме визир маски за докторите за да се заштитат од вирусот. Поради тоа што нема доволно визир маски во Македонија и 3D принтање како алтернативен некој начин на кој што може тие да се изработат и има поголем број на луѓе кои што имаат 3D принтери во Македонија и со помош на нив ги изработуваме овие маски за да ги опремиме докторите во Македонија. Ние ги изработуваме рамката, потоа треба фолија и ластици. Денес мислам дека сте готови околу 300 целосни маски во Македонија. Јас изработив овие 2 дена околу 25 сам и сите во различни градови пробуваме да ги опремиме докторите. По помош тоа што 3D принтерот е флексибилна технологија и може да изработи вакво нешто без претходно подготвување, значи може преку ноќ да се направат поголем број на визир маски.
без претходни калапи и разни машини. Инаку, поради постојаната потреба од заштитни маски со визири за здравствените работници, за нивната изработка волонтерите се организираат и се договараат на Facebook, од каде велат дека сите заинтересирани лица или компании можат да се приклучат, доколку имаат 3D принтер. Пристап до А4 фолии кои се подебели од 0,4 мм, филаменти за 3D принтање од горе наведените материјали, а потребни се и волонтери за состав на визирите и достава на истите. Рачна бомба кашикара била фрлена предпладнево пред Тетовскиот затвор. СВР Тетово и екипи за антитероризам безбедно ја отстраниле. Колегата Зоран Димовски со деталите. Рачна бомба кашикара фрлена предпладнево пред Тетовскиот затвор ги вознемири луѓето кои живеат во непосредна близина во овој дел на градот. Експлозивната направа е пријавена во СВР Тетово околу 10 часот и 30 минути од страна на вработен од Тетовскиот затвор, кој го паркирал возилото пред овој зид од затворот. Тој најпрвен ја забележал бомбата пред левото тркало од неговиот автомобил. Бомбата била фрлена 10 метри подолу пред главниот влез на Тетовскиот затвор. Неја ја забележил еден возач кој своето возило го паркирал во непосредна близина на затворот и случајот веднаш го пријавил во полиција. Од полицијата единицата за антитероризам, бомбата е соодветно подигната и транспортирана. Се работи на целосно расветлување на случајот. Жиросметката на општина Гостивар е блокирана заради побарување од извршител. Блокирањето на сметката во услови на вонредна состојба, градоначалникот Таравари го нарече скандалозен потек. Општина Гостивар од утрово е со блокирана жиросметка. Градоначалникот Арбен Таравари изјави дека сметката била блокирана од извршител за неисплатени додатоци на плати на вработени во противпожарната единица од 2015 до 2017 година, период кога тој не бил на чело на општината. Се работи за вкупна сума од 100.000 евра. Блокирањето на жиросметката во услови на вонредна состојба Таравари го нарече скандалозен потек со политичка заднина. Ние, знаете, секогаш сме имале проблеми. Сме имале буџетот кога го носиме. Сме имале проблеми во секакви лоши ситуации и кога немаме проблеми не ни е нормално нешто. И денеска имавме најава без налог од одреден извршител во Гостивар по инструкции за жал од одредена политичка партија. Општина Гостивар од денеска има блокирана сметка, што е скандалозно за институција во вонредна состојба да биде блокирана жиросметката. Меѓутоа, ние сме навикнати на ова, ќе се бориме и ја би сакал да им пренесам на граѓаните да не се секираат, ние ќе се снајдеме. Началникот оцени дека периодов поради вонредната состојба приходите на општината се намалени и жиросметката најверојатно ќе остане блокирана 10 до 15 дена. Таравари побара надлежните институции да го разгледаат случајот и соодветно да реагираат, со оглед дека владата има донесена уредба за стопирање на извршувањето. 10 лица ја прекршиле одлуката за ограничено движење за време на полицискиот час на подрачјето на СВР Тетово. Следуваат деталите од полицискиот билтен. Вчера и денеска на подрачјето на секторот за внатрешни работи Тетово вкупно 10 лица не ја почитувале, односно ја прекршиле владината одлука за ограничено движење. 5 лица на различни места биле лишени од слобода, а едно лице било опоменато на Тетовското, додека 4 лица се лишени од слобода на Гостиварското подрачје. Лишените лица се задржани во полициската станица Тетово и Гостивар и по целосното расчистување и документирање на случаите ќе им бидат изготвени соодветни поднесоци по член 206 од Кривичниот законник за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Вчера во 19 часот и 15 минути 52 годишникот Тетовски Челопек во СВР Тетово пријавил дека излегувајќи од продавница со 63 годишник од истото село околу 19 часот биле физички нападнати од нивниот 28 годишен соселанец. Нешто подоцна, тој е приведен во полициската станица Тетово, се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера околу 11 часот и 50 минути полициски службеници на СВР Тетово одделение
одделение за внатрешни работи Гостивар привеле 33 годишник и 34 годишник од Република Албанија, кои непријавено престојувале на подрачјето и не поседувале лични документи за идентификација. Двајцата албански државјани се задржани во полициската станица Гостивар за натамошна постапка. Вчера вечер околу 23 часот и 20 минути на магистралниот пат Кичево Гостивар на Здунјска крстосница, полициски службеници на СВР Тетово одделение за внатрешни работи Гостивар лишиле од слобода 31 годишник од Скопско Кондово, затоа што при негов и при преглед на возилото Порше со прилепски регистарски ознаки кој го управувал, пронајден му е кокаин. Тој е задржан во полициската станица Гостивар за расчистување и документирање на случајот, пошто ќе следува соодветен поднесок. Европската фудбалска унија со по 57.000 евра од солидарниот фонд ќе ги помогне 10 прволигашки клубови со цел справување со кризата која настана како последица на појавата на коронавирусот. УЕФА издвои по 57.000 евра од солидарниот фонд за сите 10 фудбалски прволигаши. Средствата од солидарниот фонд вообичаено се исплатуваат на крајот од годината, но поради кризата која настана како последица од појавата на коронавирусот и прекинот на првенствата, УЕФА одлучи овие средства да ги исплати порано. Средствата ќе бидат префрлени на Фудбалската федерација на Македонија, која во најкраток можен рок ќе ги распредели на клубовите. Единствениот услов што клубовите треба да го исполнат е да достават финансиски извештај како се трошени средствата кои минатата година беа исплатени преку овој фонд на УЕФА. Овие средства одлично ќе им дојдат на прволигашките клубови, со оглед дека се работи за професионални клубови и мора да исплаќаат плати и придонеси и додека првенството е прекинато. Сепак на крајот се поставува прашањето: дали и кога ќе бидат помогнати и клубовите кои настапуваат од второто по ранг првенство па се до на најниското, каде впрочем се и најсиромашните клубови. Тука е крајот на регионалните вести. Почитувајте ги препораките и останете со нашата програма. Пријатно!